почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Се што социјалдемократскиот сојуз прави е една обична лага и измама. Проблемот е што цената на нивните измами ја плаќаме ние граѓаните, а Република Македонија е блокирана во отпочнувањето преговори со Европската Унија. Последната измама е процесот на ветинг, кој што го најавуваше Оливер Спасовски. Има ли поголема иронија, кога вака сериозен процес се најавува на пресконференција со професор, чија сопруга е неодамна вработена? Еве за почеток на ветингот на Оливер Спасовски, нека каже кога, каде и по кои услови е вработена сопругата на Никола Дујовски. Дали е точно дека таа е вработена пред неколку месеци во МВР, како што пишуваа медиумите за тоа? Доколку е така, дали реално може да се очекува објективен став и критика за катастрофалното работење на Спасовски? Почитувани, ветингот на Спасовски има само една цел. Пресметка со професионалците и со оние кои што не се под партиска и политичка контрола на Спасовски, а истовремено отварање на простор за лична заработка на сите негови соработници и послушници. Еве уште еден предлог денеска, од каде да почне ветингот. Ќе поставиме денес 5 прашања до Оливер Спасовски, на кои се надеваме дека ќе добиеме одговор и за нас, но и за целата македонска јавност. Првото прашање. Дали Никица Петрушевски од Куманово е вработен во МВР во октомври 2018 година како советник за комуникации во кабинетот на Оливер Спасовски? Второто прашање. Дали Никица Петрушевски е син на Добрин Петрушевски, финансиер на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово и собственик на Пин Петрол? Третото прашање. Дали МВР пред еден месец издало одобрение на Пин Петрол за станица за технички преглед, пошто фирмата на неговиот татко ја проширува дејноста? Во однос на проширувањето на дејноста имаме и официјална одлука која што ќе биде достапна по завршување на пресконференцијата за вас медиумите и за целата јавност. Прашање број 4. Дали имал влијание и какво влијание имал советникот на Спасовски при носењето на одлуката? И конечно, последното прашање. Доколку Спасовски е загрижен за интегритетот на полициските службеници и нивното богатење во службата, да одговори за колку ќе се зголеми семејното богатство на неговиот советник во периодот откако е вработен тој во МВР до денес. Почитувани, Спасовски го претвара МВР во филијала на Социјалдемократскиот сојуз со една единствена цел, а тоа е лично богатење. Еве класичен пример за судир на интереси. Неговиот советник за комуникации на социјалните мрежи е позаинтересиран за огласи за вработување во приватна фирма, отколку за безбедноста на граѓаните и борбата со криминалот, за кое што впрочем и зема пари, односно плата, од нас, граѓаните на Република Македонија. Време е да се вклучи и антикорупцијската комисија и сериозно да преземе мерки за да го санкционира овој конфликт на интереси. Ви благодарам.